Дневник во 20 часот. Добро вечер. Следува кратката најава на денешните настани. Обврска за исплата на регрес за годишен одмор имаат сите профитабилни фирми во државата, освен компаниите кои книжат загуба. Затворски казни следуваат за работодавачите кои ќе бараат враќање на регресот. Оризопроизводителите од Чешиново Облешево се незадоволни од откупната цена. Откупувачите не се држат до договорените цени пред жетвата – 25 денари за килограм арпа и 50 за ориз. Исчезнатиот виничанец од село Грљани е пронајден мртов. Ловџија со прострелни рани се вратил од лов. Тешка кражба од бензинска на патот Штип-Радовиш. Обврска за исплата на регрес за годишен одмор имаат сите профитабилни фирми во државата. Компаниите кои книжат загуба се изземени од оваа обврска, но претходно за ова треба да има договор со синдикатот или вработените. Новина во кривичниот законник се високите затворски казни за работодавачите кои ќе побараат од вработените да им вратат дел од платата исплатен како К15. Обврската на фирмите за исплата на надоместок за годишен одмор или популарната К15 останува и за оваа година. Со последните измени во законот, компаниите кои имаат успех во работењето до 31 декември, на вработените се должни да им исплатат регрес за годишен одмор. Само фирмите кои имаат финансиски проблеми во работењето имаат можност со спогодбен договор висината на надоместокот сами да ја одредат или да не исплатат К15. Значи, измените на општиот колективен договор се многу јасни. Останува врската за исплата на надомест за годишен одмор кај компаниите кои имаат успех во работењето, но се остави една можност за компаниите кои имаат економски потешкоти со спогодба склучена помеѓу работодавачот и синдикатот или представник на вработените, ако немаат синдикална организација, да може да се исплати помал износ, а тоа помал износ не е ограничено минимално колку е. Значи може и да не се исплаќа. Значи оставаме можност со социјален диалог на ниво на работодавач, на најниско ниво и да можности да не се исплаќа К15. Со гранков колективен договор се дефинираат правилата за фирмите кои не се во можност да исплатат К15. Да речеме во колективниот договор за текстилна индустрија е прецизирано дека ако висината на исплатата на К15 сите вработени изнесува повеќе од 1/3 од добивката по последната завршна сметка или по последната шестомесечје, тогаш работодавачот нема обврска за исплата. Но онаму кај што нема колективни договори и за компаниите кои не важат гранските колективни договори, оставила е таа општа дефиниција за економски потешкоти, кои самите социјални партнери треба да ја утврдат. Значи не викаме ние ако има загуба или ако нема загуба, туку под економски потешкоти се подразбира немање доволно работа, нарушен континуитет во производството или блокирана жиросметка. Ние воопшто не прецизираме што значи тоа. Тие самите треба со спогодба да утврдат. Оние работодавци кои немаат финансиски проблеми, а нема да им исплатат на работниците регрес за годишен одмор, се соочуваат со затворска казна од 3 месеци до 3 години. Улицата Тодор Чучков во еден од најстарите делови на Штип доби нов асфалт. Средства во висина од 1 милион денари се од општинскиот буџет. Денес свечено беше пуштена во употреба асфалтираната улица Тодор Чучков во еден од најстарите делови на Штип, каде повеќе од 40 години немало никакви интервенции. Ние сме локална власт која не дава празни ветувања, напротив, ние сме во нашите урбани заедници и постојано и како партија нормално и како локална власт се трудиме да им возможиме поудобен живот на сите граѓани. Со ова покажуваме дека не ни се битни само централните градски подрачја, битни се оние делови во стариот град, каде навистина времето си го направило своето, а каде живее навистина една заедница која навистина има потреба да има и добри улици, и тротоари, и парки, места и уредени паркови. Така да мислам дека со пуштањето на оваа улица покажуваме дека останатите улици во оваа наследба ќе бидат направени наскоро. Покрај асфалтот оваа улица наскоро ќе биде и хортикултурно уредена, најави директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев. На ова улица Тодор Чучков сакаме да најавиме исто така дека во план сме и веќе работиме на тоа на планот. Жардинерски ќе го средиме овој дел овде шкарпата што е горе кај што се контињерите ќе биде средено жардинерски, ќе бидат посадени доста цвекници и со самото тоа што Урбан ќе го направи овде паркингот и благодарение на градоначалникот што се направи ова улица ќе биде дооформено целото, значи ова мало и ќе биде едно пристојно место за живење и слободно може да се мине по оваа улица. Улицата Тодор Чучков е асфалтирана со средства од буџетот на општината во износ од 1
1 милион денари. Инаку, градежните активности за инфраструктурно уредување на градот ќе продолжат се додека временските услови го дозволуваат тоа. Инфраструктурните проекти наредната година ќе доминираат во буџетот на општина Пробиштип. Финишира форумската расправа за буџетот на Пробиштип, каде освен улици и водоснабдување, граѓаните иницираат уредување на индустријската зона. Успешно помина и четвртата буџетска форумска сесија во Пробиштип. Меѓу присутните беа и представници од швајцарската амбасада. На оваа буџетска сесија се разговараше за неколку програми, а главен акцент беше ставено на програмите за уредување на градежно земјиште. Да тука спаѓаат сите оние јавни површини, улици, патишта кои ќе се уредуваат во наредната година. Граѓаните предлагаа конкретни проекти, дел од нив ги прифативме, дел од нив ги одбивме, но главно голем процент од нивните предлози кои се ги даваат од наша страна наидуваат на позитивен одговор. Ја презентираше и програмата за јавни дејности, како и програмата за урбанизам. Но дали буџетот ќе биде доволен за да се реализираат проектите? Ние пред време, да речам, уште пред да ги правиме програмите или програмите ги правиме врз основа на претходно утврдени средства. Така да тоа се такви финансиски проекти каде што можеме да кажеме дали еден проект може да припадне или не може да припадне, затоа што буџетот е претходно утврден колку би изнесувал во 2016 година. А како приоритетни проекти за 2016 година, општина Пробиштип ќе ги издвои проектите во делот на инфраструктурата. Градскиот парк, комплетна реконструкција, улицата 11 октомври, реконструкција на задниот плоштад, асфалтирање на улици во една цела населба во Пробиштип, тоа може би ќе биде и над 10 и повеќе километри. Така да, генерално, нови индустријски зони, дефинитивно, повеќе урбанистички планови, тротоари, јавно осветлување на територија на цела општина Пробиштип, понатаму неколку помали, но не и толку мали инфраструктурни проекти во селските местни заедници. Крајот на декември ќе се одржи и последната форумска сесија, на која ќе се утврдат предлог проектите, за кои последниот збор ќе го има Советот на општина Пробиштип. Портокаловиот автобус помина и во Пехчево и го остави аманетот дека ниту една жена не смее да живее во страв од насилство. Со тоа и Пехчево се вклучи во портокаловата зона на 16 дена активизам за борба против насилство врз жената. Женската портокалова панделка го обуи во Портокалово и Пехчево, испраќајќи ја пораката нулта толеранција за сите форми на насилство врз жените и девојчињата. Зонта клубот од Скопје, подржан од УСАИД преку локални организации и институции, ја води кампањата 16 дена активизам против насилството врз жените. Пораката е испратена, а веќе и дава резултати, рече Маргарета Иванова од Зонта клубот од Скопје. Јас можам да кажам дека на краток рок резултатите веќе почнуваат да стануваат видливи, онолку колку што можеме да следиме преку социјалните медиуми и преку телевизиските медиуми. Ние патуваме од 27 ноември и веќе се повеќе и повеќе сме барани, се повеќе и повеќе се бара место во женскиот автобус. Коментарите се одлични, веќе добиваме повратни информации дека каде одиме оставаме трага. Целта ни е да станеме препознатливи и да ја подигнеме свеста кај луѓето дека проблемот постои. Организацијата на жени од Пехчево од почетокот е дел од кампањата, а меѓу другото се бори и за ратификување на Истанбулската конвенција за заштита на жената од родово базирано насилство. Уште повеќе го осветливме Пехчево со портокаловата боја, го обоивме и се надевам дека така ќе го обоиме целиот свет, за да станеме видлива женско движење во борбата против семејното насилство воопшто во светот. Знаеме и видовме дека вакво насилство има насекаде, не е само привилегија на балканските простори, меѓутоа ако делуваме локално, како секоја идеја, ако делуваме локално, веројатно ќе постигнеме и глобална борба заедничка за против семејното насилство. Ова е само еден вид за да станеме видливи, да прашат луѓето зашто се во Портокалово, зашто денеска има толку жени, толку народ во Пехчево.
Тоа ќе го видат исто така, еве, пратеничката, многу сме благодарни што денеска не придружува и знаеме дека ќе бидеме поддржани во парламентот за донесување на законите, односно за ратификување на спогодбата, која што Истанбулска погодба, која што е подпишана од нашата влада, меѓутоа не е ратификувана. И двете пратенички кои се од Пехчево и го представуваат регионот во парламентот, исто така ја поддржаа кампањата, а се борат и за ратификување на конвенцијата. Еве една фрапантна бројка која што за мене представуваше и поттик за да се вклучам во такви кампањи е тоа што на глобален план секоја трета жена представува жртва на насилство. Меѓутоа тоа не станува збор само за насилство, телесни повреди или било како, станува збор и за вербално насилство, насилство кое што еве може да кажеме дека во последно време е поактуелно врз посебно жените пратенички, жените функционерки, менаџерки и така натаму. 16 дена активизам за стоп на насилството врз жената и девојчињата започна на 25 ноември, а ќе траат до 10 декември. Оризопроизводителите бараат од купувачите да се држат до договорените откупни цени и не прифаќаат ниту една политичка партија да собира поени на нивната мака. Субвенциите се исплатени, но проблем е пласманот на овогодинешниот род и непристојните предлози од откупувачите. Оваа година реколтата на оризот е значително побогата за разлика од минатите години. Оризарите од Кочанско го собраа родот, но поради тоа што откупувачите им нудат многу помалку пари, не сакаат да го даваат по ниска цена. Споредувајќи ја минатогодишната цена од 60 денари, оваа година им ја нуделе минималната. Велат не го даваат оризот, бидејќи не им се исплаќа трудот. Кај некој има нажалост што го земат и по 16 и по 17, кај мене дојде на радаманката речува ми може да земе по 23 денара. Арпорис на мене 20 денара не ми исплатил. Ако знаеме дека ние добиеме по 600 кила од декар, по 20 денара, тоа се 12.000 денара од еден декар. Видја, имам 10.000 денара давачки. Со препарати, со ѓубриње, соорање, со механизации, со работна пријавени за плаќање социјално-пениско здравствено што си е осигуран, ние немаме никаква сметка ситуација на да го даваме оризо. Не сме задоволни од цена и не ни тече, немаме откуп. И ако се тврде дека има откуп, нема откуп. Нека се поје по фабриките, значи ние се соочуваме со криза на откуп на оризо. Со овој проблем се соочуваме периодично. За време на предизборие, вели Здравко Арсов, оризопроизводител и член на Синдикатот на земјоделците на Република Македонија. Тој истакна дека во синдикатот доста разговарале на оваа тема и свесни се дека откупувачите намерно ја намалуваат цената за да предизвикаат револт. За 2014 цената во овој период беше 60 денари, 58 и значи до 56 до нова година околу 56 беше. Што значи сега е 40 денари. И да кажам што се крие тука. Тука се крие само политика. Сите откупувачи и преработувачи се поддржувачи на СДСМ и главни играчи у кампањата на СДСМ. Мислам тоа може да се провери, тоа не е некаква тајна. Тие сите имат по негде 800 декари, кои 1000 декари и така да тие сега целата работа ја креират и ги ботка сите работи. Секојаш пред избори кога има, тие секојаш цената ја намалуваат и фактички сакат да ги потекнуваат земјоделците на штрајкови, на нереди едно друго. Што се однесува до проектот на владата за субвенционирање на земјоделците, оризарите велат дека се задоволни, бидејќи како што беше кажано, субвенциите биле пуштени во петокот, а во текот на оваа недела ја очекуваат и најавената дополнителна мерка од 21.000 денари. Значи, неколку наврати со разговори со Министерството, со средби, дојдовме до заклучок дека оваа година треба да се исплатат субвенции по 800 денари од декар или 8.000 денари од хектар и плюс интервентна мерка по 2.100 денара од хектар или по 20.000 од хектар или 2.100 денара од декар. Значи, основната субвенција од 800 денари е веќе пуштена, значи кај мене, и мислам дека и кај добар дел од земјоделците, тие што ги познавам. Значи, кај некој можда малку касне, можда има некои проблеми со документите, со документација. Важно, субвенциите се пуштени.
Затоа, од Синдикатот на земјоделците апелираат до сите кои можат да влијаат на позитивно решавање на проблемот со откупот да се гледаат интересите на земјоделците. Мислам дека го имаме поставено на добра патека проблемот и дека деновиве, значи оптимисум дека во наредните 10 дена ќе биде целосно затворен проблемот. Значи не е во ред на маката на луѓето да се градат политички поени или да се прават политички поени. Секој кој е добронамерен да даде свој допринос во насока на решавање на проблемот ќе биде прифатен и од наша страна. Меѓутоа, со голи политики и манипулации на земјоделците ние никогаш нема да се согласиме и ќе действуваме во насока да се разобличат таквите игри. Започна третата фаза на чистење на река Брегалница во Штип, од новиот ректорат па се до новиот мост во Новосело. Од денес започна третата фаза од чистење на реката Брегалница, конкретно се чисти на потегот од новиот ректорат па се до мостот во Новосело. Како што е познато, чистењето започна пред околу 1 месец со екипа на Колетранс Инженеринг, кој што чистеше по мостот на река Брегалница на улицата Рибник, потоа се префрлија од мостот фактички до Бањата Кижовица, а оваа трета фаза значи се чисти делот од ректоратот до мостот во Новосело. Вчера во Штипска шашаварлија ловџија се здоби со прострелни рани во раката и ногата. Исчезнатиот Трифон од Виничко Грлани е пронајден мртов. Тешка кражба на бензинска пумпа на патот Штип-Радовиш. Следи крими билтенот на СВР Штип. Вчера околу 8 часот во Штип во месноста Шашаварлија, додека четворица ловџии со иницијали ДФ 32 години, СП, РЕ и МА биле на лов, во еден момент се случило чудо. Двајцата од нив, МА и ДФ, испукале по 2 истрели, при што ДФ бил погоден во раката и ногата. По ова, тој е пренесен во медицинскиот центар Штип, каде му е констатирана телесна повреда и му е укажана лекарска помош. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во период од 18 до 22 часот на бензинската пумпа Мак Петрол на магистралниот пат Штип-Радовиш непознати лица извршиле тешка кражба. Со употреба на сила и погоден алат скршиле катанец од решетка, влегле внатре, извршиле пребарување, пронашле клуч од метална каса и отвориле и одзеле околу 90.000 денари. Се преземаат мерки за откривање на сторителите. Мирни не беа и виничани. Во саботата вечерта лицето со иницијали ВА од Виница на гробиштата во село Грлани го пронашол безживотното тело на неговиот татко Трифун А на возраст од 80 години од село Грлани Виница, кој на 16 ноември годинава го пријавил во полиција како исчезнат. По наредба на јавното обвинителство извршен е увид на местото на настанот, а од страна на доктор извршен е преглед на телото на починатиот, при што е констатирано дека нема траги на насилство. Телото на починатиот е предадено на семејството за погреб. Сообраќајна незгода се случи во близина на Кочани. Младо лице кое немало возачка дозвола, управувајќи с патничко моторно возило Ford Focus со неприлагодена брзина, излегол од сообраќајната лента на тротоарот и удрил во двајца пешаци кои случајно се нашле тука. Делницата од железничката пруга до надвозникот кај обиколницата годинава представува црна сообраќајна точка, бидејќи за 2 месеци овде се случија 3 тешки сообраќајни несреќи. Во денештата млад возач кој немал возачка дозвола, управувајќи патничко моторно возило Ford Focus со неприлагодена брзина, излегол од сообраќајната лента на тротоарот и удрил во двајца пешаци кои случајно се нашле тука. Поради големата брзина возилото притоа удрило во друго паркирано Renault 4, при што практично паднало на неговиот кров. Во несреќата потешко се повредени 3 лица. Возачот на Ford Focusот и еден од пешаците се задржани во болницата во Кочани, а повозрастниот пешак со возило на брза помош е пренесен во медицинскиот центар во Штип. Телевизија Кочани дознава дека момчето што го управувало Ford Focusот било на возраст од 26 години, немало возачка дозвола, а возилото го украл или позаемил од неговиот брат. Јавен обвинител и екипа полициски службени лица извршија увид на местото на несреќата. Истрагата е во тек.
Утре се слави Свети Климент Охридски чудотворец, патронот на Македонската православна црква. Во сите храмови на МПЦ вечерва се служи богослужба, а утре во 8 часот ке се служи света литургија. За неговото значење не треба многу да се говори. Говори тоа дека тој е патрон на Македонската православна црква, тој е заштитник на многу училишта, основни училишта, на средни училишта. Неговото име го носи и Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, така да Свети Климент е синоним на македонскиот православен народ. Има преведено многу книги и е заслужен за се што го продолжуваме ние, како што тој го продолжил делото на неговите учители, светите браќа Кирил и Методи. Светата литургија архиерейска ќе започне во 8 часот, со неја ќе началствува неговото високо преосвещенство митрополитот Прегалнички Иларион и архимандритот на Лесновскиот манастир Дамаскин со повеќе свештенослужители. После тоа ќе биде и ново изградениот парк овде во храмот Свети Климент Охридски и параклисот Света Петка. Турција синоќа соопшти дека нема да испраќа повеќе војници во Северен Ирак, во близина на Мосул, која е под контрола на Исламската држава, откако Багдад се закани дека ќе бара од Обединетите нации Анкара да ја повлече армијата. Турција во четвртокот распореди стотици војници во близина на Мосул, тврдејќи дека тоа е рутинска ротација на програмата за обука. Официјален Багдад вчера и даде рок од 48 часа на Турција да ги повлече војниците кои незаконски влегле на ирачка територија. Ако војниците не бидат повлечени за 48 часа, Ирак ќе го искористи правото да преземе мерки. Полското министерство за одбрана демантира дека ја разгледува можноста да побара пристап до нуклеарно оружје преку НАТО програмата. Полскиот заменик министер за одбрана Томаш Шатковски во саботата изјави дека министерството ја разгледува можноста за учество во програмата на НАТО за заедничко користење на нуклеарно оружје поради зајакнување на одбраната на земјата. Опозицијската коалиција за демократско единство победи на парламентарните избори во Венецуела, информираат светските агенции, повикувајќи се на се уште нецелосните резултати, соопштени од Централната изборна комисија. Во еднодомниот 167 член парламент, опозицијата ќе има 99 места, а единствената социјалистичка партија на Венецуела 46 места. Се очекуваат резултатите од уште неколку места во кои натаму се бројат гласовите, но тие нема суштински да го сменат распоредот на силите. Бела Паланка уште еднаш му се посреќи на каменичанецот Бошко Стаменковски. Откако минатата година освои злато на тогашниот куп надпревар во бенчпрес, Стаменковски годинава се закити со најсјајното одличие во конкуренција за ветерани до 75 килограми. Во оваа дисциплина тој успеа да ја мине тежинската препрека од 125 подигнати килограми и повторно да застане највисоко на пиедесталот. Со овој успех Стаменковски уште еднаш потврди дека макотрпната работа и вложениот труд секогаш даваат резултати. Инаку човекот кој веќе собра се што можеше да се собере од златни медали од балканските, европските и светските првенства, со новиот подвиг си обезбеди настап на следното големо надпреварување, а тоа е Европското првенство, чиј домаќин во 2016 е Финска. Со денешниот надпревар меѓу екипите на Ренова и Металург се комплетираше 17-тото коло во првата фудбалска лига во Македонија. Екипата на Ренова забележа победа со резултат од 2:0 против последно пласираната екипа на Металург. Фудбалерите на Силекс пак остварија победа од 3:1 на дуелот на домашен терен со Шкендија во еден од трите вчерашни одиграни надпревари од 17-тото коло од првата лига. Сите голови на дуелот во Кратово беа постигнати во вториот дел, а тогаш беа покажани и 2 црвени картони, по еден за двете екипи. Шкендија е без победа на 4 надпревари во серија. Екипата на Шкупи на домашен терен на стадионот Чаир со убедливи 5:0 го совлада Младост, додека победа од 2:0 оствари Хоризонт Турново над Штипска Брегалница.
Моменталната табела по одигрување на 17-тото коло изгледа вака. Вардар е на врвот со 40 бодови, Шкендија е на второто место со 35 бода, Силекс 26, Шкупи 24, Работнички 23 бода, Хоризонт Турново 20, Реново 17, Брегалница 16, Младост 13 и Металург на последното место со 12 бода. Македонските фудбалски прволигаши во четврток ќе го завршат третиот круг, а потоа ќе се одредат дополнителните 9 кола пред лигата на крајот во четвртиот круг да се подели на плей-оф и плей-аут. Вардар по поразот на Шкендија во Кратово е есенски шампион во оваа сезона. Во последното коло на распоредот се мечевите Вардар Силекс, Шкендија Шкупи, Металург Работнички, Брегалница Ренова и Младост Металург. Толку за денес, се гледаме утре со нови информации. Пријатна вечер.